Иако ги дели гените со Модел 3, сосема природно за помалото спортско корисно возило, бочните линии и задниот дел упатуваат на семејната поврзаност со поголемиот кросовер Модел X, во минималистички решената внатрешност во која има место за 7 патници или 1,9 кубни метри товар, доминира 15-инчниот екран чувствителен на допир. Познати по тоа дека често даваат нереални прогнози за производството, овој пат од Тесла беа повнимателни и објавија дека тоа ќе започне дури на средината на идната година. Понудата на Модел Y ќе се состои од неколку верзии, од кои прво ќе се појават поскапите, што е логичен потек. Основната изведба ќе пристигне последна во пролетта 2021 година. Ќе располага со пакет батерии доволни за 370 км и ќе чини $39,000. Ќе постигнува максимални 192 км на час и ќе забрзува до првите 100 за 5,9 секунди. Варијантата со продолжената автономија ќе биде малку побрза и ќе може да помине 480 км. За неа купувачите ќе треба да платат $8,000 повеќе. Најскапа ќе биде перформансната изведба на Модел Y, која ќе чини $60,000, а меѓу нив ќе се смести и верзијата со погон на сите тркала. Нарачките веќе се примаат, за што е потребен депозит од $2,500. Тесла воопшто нема конкуренција во сегментите на Модел S и Модел 3, но пазарот на помали електрични кросовери веќе е загреан од германските производители. Затоа и се смета дека овој модел ќе биде најважен за компанијата на Елон Маск. Посебно надвор од Соединетите Американски држави, заради што се гради нова фабрика во Кина. Во неа вкупно ќе се инвестираат $5 милиарди, а ќе има капацитет за 3,000 возила неделно.